На истата тема или слична продолжуваме и во студио, затоа што ни доаѓа и првата гостинка во Македонија наутро, а тоа е раководителката на итната медицинска помош во Скопје, госпоѓа Анита Димовска. Добре ни дојдовте и благодарам за гостувањето. Добре ве најдов и поздрав до вас, до вашите гледачи на утринската програма Македонија наутро. Од линковското вклучување на колешката Елизабета може да се извадат наистина многу поенти, меѓутоа прашањето мое кон вас ќе биде колку е од помош оние кои што пријавуваат незгода или итен случај да бидат соработливи со вашиот оператор, односно да ги следат вашите насоки со цел да се спаси нечи живот. Така, тоа е првата алка во ланецот на целата на постапка кога се случува една сообраќајна незгода. И секако како што е важна секоја алка во еден ланец, така и ова е многу битна, многу е важен начинот како ќе се пријави во случај на сообраќајна незгода. Секогаш инсистираме и даваме апел до граѓаните кога ќе налетаат на една таква незгода, пред се да бидат самите присутни за сето она што се случува, да погледнат прво дали има повредени или не, да ги кренат телефоните на 194 или 112. Значи, бројот на Центарот за управување со кризи е функционален, поврзани сме со тој број и така да и тие од таму навремено не известуваат и поврзуваат исто и на 194, каде што се наши доктори на овие линии, така што многу е важно да се каже при приемот на ваква интервенција, прво каде се случува сето тоа, точната локација е многу важна, бидејќи се губи драгоцено време барајќи ја локацијата, особено ако тоа се даде грешен податок за таа локација, значи се губи огромно време. Во однос на повредените, важно е да се каже колку има повредени, за да знаеме во моментот колку возила треба да се испратат и да се укаже да се биде на линијата на 194 со докторот постојано, се додека не дојде нашето возило, за да може да се пружи со наши инструкции прва помош на повредениот, односно несреќениот. Тоа е еден важен момент за понатамошниот третман на тој пациент. Сообраќајните незгоди се во фокусот, особено кога станува збор за на ниво на град Скопје, затоа што секојдневно имаме бројни сообраќајни незгоди, некои кои што не се толку сериозни, некои за жал некогаш имаат и фатален ишод. Прашањето е колку на дневно ниво вашиот обем на работа се зголемува токму поради сообраќајните незгоди и сите оние повици кои што ги добивате поврзани со истите. Така, речиси немаме денонокие, немаме смена каде што нема случај на сообраќајна незгода, за жал. Во просек некаде се движиме околу 3 сообраќајни незгоди секојдневно, меѓутоа таа бројка е варијабилна, некогаш може да е една, што е редок случај, некогаш и 5, и 6, па и 7 сообраќајки во тек на едно денонокие, што е навистина многу. Така да, споредувајќи ја состојбата од минатата година, и од сега, во периодот, последниот период од август-септември 2024 и 2025 година, правевме една компарација во однос на еден летен месец и на еден почеток на, да речам, есенски месец, кога веќе сите голем дел од граѓаните се враќаат од годишните одмори. Значи, може да се забележи помал број на сообраќајни незгоди во тек на летото, иако ги има, не велам дека не, во однос на она население кое што останато во матичните места, меѓутоа, за разлика од тоа, во септември и во минатата година и во оваа, а секако дека и во претходните, имаме поголем број на сообраќајни незгоди. Сето тоа се препишува на поголемата фреквенција на нашите сообраќајници, на голем дел од населението кое што е вработено во нашиот град доаѓа во понеделник, си оди во петок, да речеме, кои што не се жители на нашиот град, така да Скопје е буквално закрчено со тој сообраќајен метеж, каде што и нашите возила се многу тешко да се движат, некогаш се почитува нашата сигнализација, некогаш не се почитува. Така да и нашето работење во тек на овие работни денови е многу отежнато. И секако сообраќајните незгоди како бројка во тек земено, например, септември месец се 160 интервенции, односно кај 160 луѓе интервенирано, од кои 117 се однесени во болниците. Остатокот еден дел се, за жал,
починати на лице место, еден дел се со лесни или без повреди, каде што нема потреба да се носат за хоспитализација, односно за понатамошен болнички третман. Тоа е како еден пример за месец септември, незначително помала бројка, 130, например, со помалку транспорти до болниците имаме за август, меѓутоа сето тоа е препишано на фреквенцијата која што е понамалена во тек на месец август. Истото важи за минатата година и за оваа. Значи ли тоа, според вашето искуство, дека периодот кој што ни следува ќе биде многу поинтензивен во однос на сообраќајните незгоди, во однос на вашата работа, затоа што ни почнува тој зимски период, каде што полека почнуваат и прославите, па веќе на самиот хаотичен сообраќај во Скопје се додава, за жал, и алкохолизираната состојба, особено во вечерните часови. Така што воедно и одговор на прашањето, но и апел од ваша страна за сите оние кои што секој период, секоја сезона си носи некој ризик за тие сообраќајни незгоди. Ако до пред известни недели зборувавме за топлотните бранови и за високите температури кои влијаат на концентрацијата на возачите, сега веќе зборуваме исто така за можна зачестена фреквенција на сообраќајни незгоди кога следат, како што рековте, празници, кога следат едни врнежливи денови со снег, со дожд. Знаете каков е метежот во градот кога ќе заврне еден ситен дожд, да речеме, а не пообилни врнежи. Така да во тој поглед, во поглед и на прославите кои што веќе започнуваат во овој зимски период, апел да не се консумира алкохол кога се седнува на волан, затоа што го доведуваме во ризик и животот наш, а секако и животот на останатите кои што можеби невино ќе го изгубат својот живот заради нечие невнимание. Така да тоа е она брзината прилагодување. Многу е важно, најчесто на голем дел од сообраќајните незгоди се поради неприлагодена брзина во сообраќајниците, па затоа и најчесто помалку се оние сообраќајни незгоди на помалите улички, каде што се потесни, каде што нема простор за многу брзо движење, иако не е тоа исклучително, меѓутоа оние булевари кои што ни се од голема корист, сепак се и причина за најчесто ноќно тркање по улиците, по оние широки булевари на младите почесто. И уште тоа заборавив да напоменам дека во однос на возрастната припадност на овие унесреќени лица, најголем дел се на возраст од 20 до 40 годишна возраст и почесто се засегнати пациенти од машкиот пол. Значи, сепак тоа го припишуваме на возачите, на оние кои што се млади, неискусни возачи, многу има често, да речеме, по 20-22 години кои што седнуваат на волан, возат јаки возила, меѓутоа сето тоа, нели, годините се тука во прашање доведуваат до многу несакани последици. Секако, без разлика дали станува збор за интервенции при сообраќајни незгоди, вашиот ден работен во итната медицинска помош е прилично динамичен, така што кои се оние останати повици кои што ги имате на дневно ниво, особено за овој период од годината, споменавте дека карактеристично е што има и јавни колапси на јавни места. Зошто се случува тоа во овој период? Затоа што тоа често го коментираме во тие летни месеци, кога навистина имаме високи температури, а сега дали тоа сепак се должи на временските промени? Така. Ако во летото имавме поради високите температури, прекумерно потење, дехидратација и така натаму причина за која што настанува колапс, овој период имаме многу варијабилни дневни и ноќни температури. До пред една недела имавме високи и до 30 не недела, меѓутоа еве да речеме до пред 2 недели имавме високи температури до 30 степени, со сега еве утринските ни се и минусни веќе ќе достигнат, а дневните достигнуваат и до 20 степени. Тоа е причина за најчесто кога пациентите, оние поготово хроничните болни кои што се жалат на варијабилен крвен притисок, се јавуваат постојано на нашите телефони, бараат совети од докторите. Таму каде што навистина има потреба, се оди на лице место кај тие хронични болни за да се среди со ампуларна терапија состојбата. Меѓутоа, за среќа, најчесто тоа поминува со совет од докторот, оставаме место за да пак повторно се јава дали е подобрена состојбата и така да имаме една меѓусебна соработка и поготово што овие корисници наши се и често се јавуваат и веќе некои од нив си ги знаеме. Претпоставувам дека веќе на сите ни е познато нема доволно број екипи за населението кое што живее во Скопје и потребата од истите. Токму затоа е следното прашање.
како ја правите тој приоритет на повици, затоа што имате навистина многу, како што истакнавте и сега, редовни пациенти кои што се јавуваат на вашите телефонски линии со цел да добијат совет, каде што нема итен случај, но сепак треба да одговорите и на нивните прашања. Од друга страна, градот пулсира и се она што се случува надвор на терен во секој момент може да биде многу поважно. Така. Значи, сепак, затоа се и доктори на телефон кои што мора да направат и треба да направат проценка на повикот кој што се прима. Значи, сите граѓани, секој кој што се јави, кој што ќе се јави, мисли дека има предност во однос на доаѓањето на доктор во својот дом, меѓутоа не секоја состојба изискува потреба да се дојде дома. Да, еве можеби треба да се преформулира прашањето во однос на тоа колку нашето население знае да ја користи на некој начин итната медицинска помош, односно во кои ситуации дека некогаш па може и да се одбегне тој повик кој што го реализира. Во многу ситуации пациентите, односно корисниците, се и некритични, така да, како што напоменав, сакаат и некогаш за жал доаѓа и до непријатни ситуации кога нашите доктори сакаат да објаснат дека тоа не е состојба кога треба да дојде итната медицинска помош. Службата е наменета за ургентни состојби, каде што се загрозени виталните параметри на еден пациент, односно е загрозен животот. Како што и сами кажавте, имаме намален број на екипи веќе подолг период. Тоа е причина да правиме и хиперселекција. Значи, некогаш ние сме волни кога имаме екипи да можете и да се испрати, да се помогне. И кога тој пациент може да оди и кај матичниот лекар во работни денови, а и во дежурните ординации, каде што ќе биде прегледан. Секогаш апелираме да се има обзир на тоа да имаме резервно возило за, како што кажавме, сообраќајните незгоди кои се непредвидливи, ние мора да имаме возило за таква состојба и за оние акутни состојби како што се мозочни удари, инфаркти, значи тоа се ситуации кога мора навремено и итно да се интервенира. Се она другото каде што не е загрозен човечкиот живот и што може да почека, ние апелираме бар во овој период кога сме со волку број на екипи, намален број на екипи, се додека нели немаме нови вработувања, а се надевам ќе ги има после изборниот процес, да бидат трпеливи, да соработуваат со нас се за доброто на сите, да постигнеме таму каде што навистина ќе има потреба, а од друга страна да дадеме совети на оние кои што можат да ја средат својата состојба и преку телефон. Ги споменавте вработувањата, па она што ме интересира е во делот на интересот кај младите да бидат дел од брзата помош, со оглед на тоа што е наистина многу стресна работа, за разлика можеби од останатите делови. Колку сакаат да бидат дел од тимовите кои што постојано се на терен и се на првата борбена линија? Така, со оглед на тоа што периодов имаме доктори кои што се завршени со лиценца, кои што доаѓаат на 6-месечна пракса кај нас и ја следат работата на тимовите во итната медицинска помош. Со оглед на тоа што во итната помош се, за разлика од клиниките, болниците, каде што се секоја област поделени на секој оддел на одредени области. Кај нас има буквално целата медицина и може да се сретне целата патологија. Значи, оној кој што работи во итната служба може да биде добар дијагностичар. Бидејќи сам одлучува, без лабораторија, со ЕКГ, без оние рентген снимки и така натаму, значи сам донесува одлука за тоа како ќе постапи со пациентот понатака. Од таа гледна точка имаме интерес кај младите, тука се поделени, значи некој си ја замислува работата како доктор во ординација и тоа го почитувам, меѓутоа сепак имаме млади кои што оваа динамика на работа ги воодушевува и сакаат да останат кај нас. И јас се надевам дека со идните примања и вработувања дека дел од нив ќе останат како дел од нашиот тим. Секако, за предизвиците на веќе постоечките екипи, овој пат нема да имаме време, секако сите знаеме колку е напорна и стресна вашата работа и на некој начин благодарни за се она што правите. А јас благодарам за денешното гостување во Македонија наутро и за сите одговори што ни ги дадовте. Ви благодарам и вам за поканата.